Добар ден, Радио Пела, радио што се гледа, продолжуваме со програмата во живо. Денеска по втор пат за некои од гледачите, односно слушателите, ќе зборуваме за еден исклучително важен и интересен проект кој што се случуваше во нашиот град со партнери од Србија и од Косово. Се работи за проектот Генерација мир, уметноста е начинот, спроведен, сработен, осмислен од мировна акција Прилеп и нивните партнери од Косово и Србија. Тука по втор пат ја имаме Марина Китановска од организацијата Мировна акција. Добар ден, Марина. Добар ден. Добре дојде по втор пат во нашето студија. И учесници на нивната регионална младинска мировна и уметничка средба која што се одржа од 10 до 12 септември во Прилеп во Домот за култура Марко Цепенков, Марија Јовеска, Евгенија Димитриевска и Петар Јошевски. Не им ги погодив на децата, веројатно презимињата. Сите без В. Не, Евгенија Соба. Да. Добро дојдовте и фала ви што се одзвавте на нашата покана. Добро ве најдовме и фала што не поканивте. Добро ве најдовме. Како си поминавте на училиште? Лошо. За понеделнички. Кога стане авто, зашто ги прашувам како си поминале на училиште, бидејќи дел од работите кои што можеа да ги видат, споделат или да ги научат преку работилници. Претпоставувам дека можат да се употребат и во нивното секојдневно образование и секојдневен живот, но за тоа потоа. Марина, би те замолел на почеток да ни објасниш на кратко која беше целта на регионалната средба. Знаеме дека имаше работилници, со учесници од Македонија, Косово и Србија, но беа прикажани и две многу важни, конкретни и комплексни представи. Да, точно. Јас, ако ми дозволиш, сакам да се вратам чекор наназад, бидејќи овој проект со оваа радиоемисија веќе се финализира и благодарение на овие млади луѓе тука со нас присутни имаме многу убави резултати. Започнавме со национални дијалози, каде што оформивме многу убава, енергична, емпатична група од Прилеп и за тоа исто така сме благодарни на актерките од театарската иницијатива Зона, коригирајте ме во името, меѓутоа и од тренерите кои што работат на мировни прашања од Мировна акција. Проектот, како што кажа, продолжи со регионална средба. Таа регионална средба се однесуваше на поврзување на врсници помеѓу 16 и 22-3 години. Работевме на неколку дела, работевме пред се да изградиме групата, потоа работевме на прашања кои што се дел од нивното младинско секојдневие и кои што се дел од изградбата на една личност во едно вакво општество какво што го имаме. А тоа се прашања, претпоставувам и дечкиве и девојкиве ќе кажат подобро, прашања на стереотипизација, на перцепција на другиот во сферата заедница и најважно од се, на планирање на заеднички мировни иницијативи преку уметност. Јас можам многу да зборувам, ама не сакам да одземам време, би сакала да ги чуеме импресиите на младинската група тука присутна. Јасно. Првим ќе обрнеме внимание на работилниците кои што ги водевте, подоцна ќе зборнеме секако и за представите. Да. Сакам да ве прашам за вашето искуство здобиено во текот на работилниците, како што спомена Марина, многу важни теми, мир, помирување, градење на мир, преку техники, начини, работилници кои што меѓу другото имаат влијание и на себе откривање, редефинирање на некои дефиниции за овие појави кои што можеби сте ги имале претходно.
Кое е вашето искуство, што најмногу ви изненади, што понесовте како изненадувачка, можеби, точка или паука од тие работилници и со вашите пријатели од Македонија, но секако и со колегите од Србија и Косово? Јас пред секога го добив први повик од Марина, не очекував да има да како што имаме сега изградено таква една група, едно друштво, пред се и ние што сме тука од Прилеп и потоа со од Србија и Косово дечките што беа, очекував да биде една обична работилница. Како многу често. Како многу често. Кај што ќе има модератор, презентација и ќе седиме, ќе слушаме и ќе запишуваме. Напротив, беше скроз поразлично и мислам дека можеме сите да се сложиме дека е едно поразлично искуство, еден поразличен концепт на, па да речам, учење пред се. Да. Добро, Евгенија? од сите тие вежби што ги имавме и мислам се што работевме на работилницата се доведовме во ситуација да ги видиме работите од различен англ и различна перспектива. И затоа што бевме собрани деца од Србија, Косово и Македонија, некако ги надминавме сите тие некои стереотипи, предрасуди, јазична граница и бариера што имавме меѓу нас, за да сите се здружиме и да си поминеме многу време заедно. Да. Дали можеби ви текнува сега во моментов на некоја предрасуда или мисла што можеби ја имавте предходна после оваа работилница, заклучивте дека била заблуда или неоправдан стереотип, како многу често што се случува во нашите мали општества? Мислам дека ако појдевме на работилниците со некакви предрасуди, стереотипи, немаше да биде така како што беше. Сите појдевме чисти излегов. Да. Уште почисти излегов. Тоди, дали може да споделите некој поконкретен пример од работилниците, од вежбите кои што ги работевте со колегите и со менторите, за да им стане можеби поблиску на слушателите зашто станува збор? Пред се јас можам да кажам за дел од работилницата од вториот ден кога почнавме, имавме задача, имавме дадени неколку зборови и да ја напишеме првата асоциација која што ни иди на ум за тие зборови. Имаше многу различни примери од нив и мислам дека најмногу од предрасудите кои што ги имавме тогаш, кои што ги напишавме, свативме на крај, додовме до заклучок дека сите тие ни се наметнати од општеството. Прво пред се од најмали нозе, па потоа свативме дека едноставно нашите предрасуди не се оправдани пред се во ниеден случај. И научивме на крај како да ги надминеме, затоа што свативме дека на крајот денот сите сме крв и месо. Мене најмногу ми се допадна цела работилница тоа што имавме можност да видиме две представи. Една од Македонија, другата беше од Косово. Добро, ова македонската веројатно би можеле тука да видиме, ама особено печатот не остави косовската представа. И следниот ден кога имавме дискусија нели со режисерот и актерките за исто. Мислам тоа беше Исто така представите ми оставија најголем впечаток и една од вежбите ми остави впечаток за тоа како си ги запамтувавме ние имињата наши. Имавме работилница, мислам ни беше зададено како насока да се движиме во просторот без да имаме некаква реакција и кога ќе каже Дани стоп, ние до тој што е најблиску до нас треба да застанеме и според емоцијата таа што ќе ни биде дадена да го кажеме името на другиот. И така полесно се запамтивме, а секако многу голем впечаток, мислам многу ме допре дискусиите после представите, оти не очекував дека толку длабоко може да се. Не, очекував дека може да се влезе толку длабоко, ама од мене не знам дека јас би можела да зборнам нешто такво, да. Да, тогаш Изладе од мене нешто, да. не знам, се изразив некако. Да, тоа значи дека твоето учество во овие работилници има уште поголема смисла доколку успееме да најдеме некое изненадување, некоја нова точка во самите себе си.
Марина, во рамките на оваа регионална средба во Прилеп беа прикажани две представи. Да. Заменувања во режија на Драгана Гунин. Таа представа веќе неколку пати Да. веќе била одиграна, исто така и во Прилеп пред 2 години Да. во независната програма на фестивалот Војнан Чернодрински, сте играле во други градови. Да. Но овој пат успеавте да ја одиграте и во Приштина. Приштина. Да. Какво беше искуството, какви беа реакциите, земајки посебно во предвид дека за тамошната публика ова е и блиска тема, Да. и близок јазик, бидејќи тем сепак представата е на македонски и на албански јазик. Да, да. Како дел од оваа иницијатива беше исто така да ги споиме можностите за соработка помеѓу театарските работници и институции. Така што самото носење на една представа од тука од Македонија во Косово и носењето на косовската представа во Прилеп за нас представува еден огромен чекор. Зошто? Затоа што тематски, регионално се препознава, мислам, публиката може да се препозна и може да се чувствува со темите кои што се третирани од овие две представи. Така што конкретно за во Приштина представата беше поставена во културен центар Барабар на мала сцена, не можам да кажам дека е мала сцена, него во тој простор каде што се одигруваат таму представите, имаше публика околу помеѓу 50 и 60 луѓе, толкав е просторот, многу е интимен. Многу е интимен. Да. Имаше одзив и она што нас ни беше од големо значење што потоа немавме дискусии како што имавме со младиве тука во Прилеп, меѓутоа беше неформално дружење помеѓу нас, актерите, актерките, поточно режисерката и луѓето што беа присутни. Тие кои беа присутни беа актери, студенти од ФДУ, имаше, ми се чини, представничка од Министерство за култура, други граѓански организации, значи луѓето до кои што сакавме да допреме, дојдоа. И импресиите беа доста позитивни и она што ни беше нас цел да се направи некаква интеракција меѓукултурна, мислам дека ја остваривме. Самото носење пак на татко и татко во Прилеп, кога разговаравме со Куштрим, беше за него лично предизвик. Вика, јас сакам да работам во средини што се моноетнички. Сакам да добијам реакција од публика каде што можеби нема толку многу различни етнички припадности. И мислам дека и тоа го остваривме. Представата третира тема за исчезнатите од тамошниот конфликт, односно војна, и одзивот беше доста добар. Мислам дека имаше добра публика, настрана од децава, од младиве што беа тука присутни, имаше и различни луѓе кои што и онака одат во театар и покажа интерес за ова представа, што ми изненади доста пријатно. Да, многу луѓе беа изненадени од таа представа, бидејќи и мене ми спомна неколку луѓе што биле во публиката за ефектот кој што представата го предизвикала, бидејќи кога се работат теми конфликт, мир, помирување, на кои што вие сте фокусирани, публиката не секогаш знае како тоа да го очекува и имаат некој искуство дека ако се начнува таа тема е некако многу безбедна или невидлива во наративот на целиот проект или целата представа. И моментот на изненадување кога настапува во представата заменување и татко, многу често во други уметнички проекти не постои тој контрапункт на изненадување. И сакам само да додадам кратко за заминување, бидејќи Драгана ни е долгогодишна соработничка. Во мировна акција тоа беше практично незина иницијатива да сработи женска представа пред се за искуствата од конфликтот кај нас.
Мировна акција работи на собирање на сведоштва и на орална историја. Имаме една книга која што се вика 13 женски приказни. Драматургијата е колективна, така што актерките ги базираа своите приказни врз вистински наративи опишани и интервјуа со вистински жени. Така што и тој процес на осознавање на ликовите и истражување од страна на самите актерки беше и е многу вреден, кога станува збор за обработка на една ваква тема. Да, за оваа тема и за овој обсежен материјал кој што вие го имате собрано. Низ годините сме разговарале и тука, и актерките гостувале во нашите емисии. Тогаш кога прв пат разговаравме, нели, постојано го нагласувавме моментот колку е важно да се заземе некоја перспектива и да се анализира тема која што нашето општество во значителна мера се однесува како никогаш да не постоела. Да. Ако добро паметам, Татко и татко е авторски текст на Јетон, на Јетон? Да. Незири. Да. Да. Целосно авторски или врз основа на истражувања и тој текст е настанат? Да. Режисерот на представата Куштрим Колики, како што спомнавме од Приштина, Косово. И вие ги спомнавте представите веќе неколку пати. После работилниците во кои зедовте учество, гледањето на овие представи, дали ви е појасен воопшто терминот ангажиран театар? Како размислувате сега за тоа кога ќе го слушнете терминот ангажиран театар? Појасен. За разлика од последната презентацијата. Како би го објасниле на вашите врсници, доколку би ве запрашале? Театар што обработува некоја тема која што е веројатно клучна и е проблем во општеството. И сака да го реши на некој начин. Веројатно. И што остава трага, според мене. Што треба мислам, секоја театарска представа треба на некој да му остава трага, ама според мене ангажираниот театар е нешто како те тера едноставно да застанеш од кога излезеш од залата и да размислиш. Па добро, секој театар така те тера, ама малце поголем ефект според мене има ангажираниот театар, да бидеме реални и кога ја гледавме представата Татко и татко на крајот представата, кога се вклучија светлата во гледалиште, само се свртив и гледам целосно сите плажи, цело гледалиште солзи. И тогаш сватив дека навистина ангажираниот театар остава некоја трага и дава вистинска емоција. Ги обработува тие теми секако кои се, да речеме, можеби пречутени од општеството, но има големо влијание на сите. Да. Бидејќи се занимавате и самите со театар, помалку или повеќе активно, мислите дека се здобивте со алатки за да можете тоа да го имплементирате во некој следен проект, дури и тога кога можеби режисерот или режисерката не го гледа тоа се уште? Па мене најмногу ме заинтригира режисерската обработка на Куштрим, на Татко и татко. Мислам дека ако некогаш ќе работам на таква представа, дека би размислил на тоа што го гледав овде. Многу беше, мислам, режијата на представата Татко и татко беше невообичаена барем за нас. Затоа што таков ангажиран театар кој ќе се прави кај нас е многу, сето ни е на тацна пред нас представена. Ова беше малку поабстрактна и во текот на цела представа нели размислуваме и си поставуваме прашања. Да, и си играше во многу мал простор, така со многу минимални работи, реквизити и беше многу поабстрактно, да каже, подобро. Да, мислам, досега неколку имаме представи изгледа од ангажиран театар, сите биле
нели емоцијата што вади она само текстот. Текстот И евентуално Да. актерската игра како Да. нели како го кажува. А За сега- разлика од татко и татка што представата нас ни предизвика чувство. А ние текстот него ни затоа што имавме проблем ламба Да. малку ни сметаше од превода, затоа ние Не го ништо не гледавме. разбравме што зборува, ама ја разбравме представата и нели предизвика едно Да. Да. чувство кај него. Се разбра цела приказна. Заради предсцена или актерска игра и режија. Дури текстот нели беше на друг јазик и баш тие работи што гледавме пред нас ни предизвика емоција без да го разбереме текстот. И беше Да, Многу добро. многу често во театарските продукции, Режијата кога се беше. работи за ангажиран театар, се поштедува публиката од премногу емоции и интензитет и овие две представи, мислам дека и по тоа се разликуваат, да предизвикаат некој директен судар со самата публика, презентирајќи очигледен текст за кој што може би предходно не се размислувало. Во продолжение предлагам да слушниме што мисли на темиве кои што досега ние ги разговаравме вашата колешка од Србија Катарина Дренјанин, која што не можеше да ни се приклучи денеска во живо. Разговорот го снимивме предходно. Многу слични прашања на Катарина и поставив. Исто тука е важно да споменеме за нашата публика дека Катарина е активен уметник во Србија, уметница во Србија, која што се почесто ги имплементира темите за кои што денеска зборуваме во нејзините делувања и концептуални проекти. А во позадина нашите гледачи и слушатели ќе можат да видат некои фотографии од вашите работилници. Obe predstave koje smo gledali su bile jako hrabre, jako odvažne u načinu na koji se bave svojom temom. Tema konkretno je bila suočavanje sa prošlošću i nekako bacanje svetla na iskustva ljudi, običnih ljudi u vreme konflikta i način na koji se ljudi drže zajedno. Takođe bile su dosta emotivne, dosta osetljive. Bilo mi je jako lepo da vidim da za vreme gledanja predstava i u razgovorima nakon njih smo se svi kao grupa nekako držali zajedno. Iako smo dolazili sa drugačijih strana, nekako smo zajedno pričali o konfliktu, zajedno smo analizirali predstave, nekako se spojilo naše interesovanje za pozorište i ja mislim i naša druželjubivost i želja da se upoznajemo i budemo zajedno. Tako da je bilo jako lepo iskustvo za mene gledati predstave i takođe razgovarati o njima nakon. Nekako pokazalo mi je da možemo da budemo zajedno i da budemo podrška jedni drugima. Iako smo ja iz Srbije, drugi mladi ljudi sa Kosova i iz Makedonije. Bilo mi je jako lepo u Prilepu. Bilo je kratko putovanje, volela bih da se vratim dogodine u Prilep za vreme pozorišnog festivala i da provedem još vremena sa svim ljudima koje sam upoznala. A za vreme mog boravka u Prilepu svi su bili jako fini i gostoprimljivi. Bilo mi je jako lepo da budem tu. Nekako su me baš lepo ugostili svi. I da, iako je zapravo postala mala barijera u jeziku, jer nisam mogla potpuno da razumem makedonski, svi su bili jako prijatni i strpljivi sa mnom. I da, baš bih voljela sve da vidim ponovo. Da, mislim da se promijenila moja perspektiva o umetnosti. To jest, umetnost je već nešto čime se ja bavim.
kroz likovnu umetnost, crteže, slike, instalacije, ali bavim se i pozorištem takođe. I nekako gledanje ovih predstava i takođe razgovori i radionice koje smo imali posle njih su mi pokazali da umetnost može da utiče na ljude i da može da menja mišljenja i naše poglede na stvarnost ili na nešto što smo mislili da znamo, onda dobijemo novu perspektivu. Da, ja sam već razmišljala da napravim predstavu koja bi se nekako bavila temom rata i konflikta, ali takođe dijaloga, mira i zajedništva. I mislim da se sad posle ovog iskustva u Prilepu osjećam spremnije da radim na tome. I takođe shvatila sam da je način na koji bih voljela da radim, da bih voljela da radim sa mnogo ljudi. Potencijalno i sa mladim ljudima s kojima sam sad bila na projektu, da bih voljela da održavam te konekcije i da bih voljela da radimo zajedno. I takođe da i kada budem sama pravila svoje projekte u budućnosti, da mi je jako bitno da razni ljudi budu uključeni i da mi je bitan taj razgovor i to stvaranje koje možemo zajedno da napravimo. Da, na osnovu gledanja ove dve predstave i uopšte radionica nakon njih u kojima sam učestvovala, mislim da umetnost može pozitivno da utiče i da može da izazove empatiju, razumevanje, da može da izazove i bes takođe, ali onda i suočavanje sa našim razmišljanjima i našim iskustvima. Nekako to može biti jako osetljivo iskustvo, jer umetnost nas natera da se suočimo sa nečim i to može biti jako osetljivo samo po sebi, ali zato mislim da su jako vredne radionice koje smo imali posle predstave, gde možemo da razgovaramo zajedno, gde možemo da sednemo i na miru prođemo kroz sve što smo videli, mislili i osetili. Tako da nekako kroz stvaranje tog sigurnog prostora i kroz umetnost mislim da možemo da menjamo društva. Да, ова беше Катерина, која што се надевам ќе ни гостува во Прилеп повторно, можеби во ова студија, секако дека ќе ја поканиме на фестивалот кој што го спомена, односно Војдан Чернодрински, да гостува, да биде гостинка или волонтерка или да земи некакво активно учество. Да се вратиме на ова регионална средба. Дали се инспириравте, испровоциравте доволно да посакате нешто да смените, да сработите поинаку меѓу вас или со луѓето од Косово или од Србија кои што ги запознавте? Дали воопшто со дел од нив сте можеби во контакт? Па да, јас сум со дечките од Србија во контакт се уште, со дечките од Косово се немам слушнато. За ова што спомна, да што сакаме нешто наредно да направиме, главна тема на последната дискусија, после работилницата од КАТ, беше да направиме заедничка театарска продукција, една заедничка театарска продукција, односно една заеднички перформанс или представа, кој што можеме да го работиме во Прилеп секако не, ама на некоја друга територија. Или да се составиме на некоја алтернативна сцена, тоа и тоа не би ни сметало. Според мене да се состава 3 нации за да се создаде еден проект таков за тема пред се мир и за темите кои што ги обработувавме, односно војните кои што најчесто ги прочитуваме, би било една реално моćна продукција и еден убав проект кој што од студенти, од уметници, од деца аматери
мислам дека би имало голем импакт на сите што ја гледа. Се каже. И секако од ваша перспектива, не од перспектива на Па добро, Да. ние се младинска. согласуваме. Да. Ние се согласуваме, мислам, тоа зборуваме, како што кажа Петар, на последниот ден, да се направи на таква представа, што се скомбинира сите три јазици, сите три култури, за да се намина нели сите тие разлики, да покажеме дека еве можеме нешто друго. Исто имаш идеи за заедничка скулптура, мислам, Да. и такви имаш. Да. Дали истовремено во тој брейнсторминг разговаравте или нафрлавте конкретни идеи за што би можела да биде таа представа или таа скулптура? Не. Конкретни идеи немавме сега уште. Ау, Добро, тука се сложби. Да, дали овие искуства ви потврдуваат дека преку уметноста може да се шири и да се разбуди емпатија? па преку уметноста се може. Се може, да. Тоа ни беше јасно и пред и потоа. Да. Така каже. Само ова ни ја докажа Тоа е спас. уште еднаш дека со уметноста нели се е возможно. Да. Па дури невозможност. Да, тоа е убавото и силата на уметноста и на ангажиран театар. Да. Не само ангажираниот театар. На некои од тие работилници јас имав можност да присуствувам, на некои не, дел од нив ги знам, дел од нив ми раскажаа од некои од учесниците. Ангажираниот театар често се поврзува и со некои техники кои вие ги работевте преку вежби со професионални актери, режисери. Дали може да пробаме на некој многу пластичен начин да му објасниме на слушателите за некои од тие работилници, за скулптурите, статуите, од ваш нели аспект. Која? Скалилото? Која скалила? Можете конкретен пример да одберете, да. На Може пример, да јас скалилото кажав да со како почеток беше со имињата, да си ги кажеме, и беше да искористим, мислам, со одредена емоција да го кажем името на спротивниот. Мене најинтересно за сите работилници ми беше тоа што за сите немавме време за размислување, туку треба одма во моментот да се реагира, да се импровизира, и тоа беше најинтересното нешто. Пример, си поставувавме и многу, имавме работилница исто така да треба да се движиме низ просторот и до тој што е најблиско до нас, да му поставиме некои чудни прашања, како на пример, не знам, што би понел Која на песна пуст би остров. Например. Ете, имавме и скулптури, правевме и за нив немавме време да размислуваме, туку треба да видиме еден да почне, да го скршим разот и да се надоврзуваме сите да направиме една заедничка скулптура со некаква приказна или нешто. Сите да знаеме од прилика што се прави тука. Групни така, имавме заеднички кој не беа етиди, ама кој етидички, не знам, тогаш за првата работилница, каде што Дани не трга на страна неколку души и ни кажува, ни дава улоги, за кои што другите не ги знаат. Така. И во истиот момент излегуваме со само тоа што ни е јасно, драмски околности, кај сме, со кого сме, кои сме и слично. И мораше да импровизираме на лице место. Имавме прво посебни, во групи подарени, после една заедничка. Да. И што никој не знаеше каков карактер има другиот. Има еден насилник, има наблюдувачи, има жртви. И има жртви. И имавме работилници во истата таа вежба, требаше да се заменат улогите Како на знак. жртвата станува насилник и обратно. Да. И после дискутиравме во врска со нив, се разбира. Промена на улогите, на Да. позициите и придвижување на дејствата. И се беше импровизирано и не знаевме ништо, не знаевме што да очекуваме од
самите се изненадивме. Евгенија ни изненади многу и така, беше многу интересно. И продолживме како да, влеговме во некој филм, не знам, и за тоа беше многу интересно. Многу. Вративме во некои поови времена, можам да кажам. Реално и Кој имаше театар. исто така со скалилото на предрасуди. Имавме вежба каде што имавме две точки, точка А и точка Б. Точка ни беше дека има предрасуди за тоа, точка Б дека нема воопшто предрасуди, а на средина дека Барометр. да, барометар фактички дека нема мислење. Имаше многу малку од нас беа целосно на точката Б, односно на точката каде што не имам предрасуди. Што на крајот пак дојдовме до заклучок дека сето тоа што ние тука го тие предрасуди кои што ни се пред се ние како млади ни се наметнати од околината, од општеството, кои што не можеме да ги спречиме како мали. Сега свативме дека тука е местото и времето кај што треба да ги надмениме сите наши предрасуди и кај што треба да се вратиме чекорна назад и да размислиме и што правиме. И зашто имаме предрасуди кои што често не се вистините. Да. Како што сигурен сум дека заклучивте многократно во текот на целиот овој процес. Исто така и вежбата во дворот што имавме, кај што секој од нас имаше различна улога. Некој беше самохрана мајка, некој беше свештеник, политичар, инфлуенсер. Значи различно општествено, културно и етничко и исто така потекло. чекор напред за секоја можност што ја имаш. И кога видовме кои кои се ги напред има во немногу- општеството, кои се назад. да кој има Ама немногу и- можност. Многу одговараше, извинете ако прекинав, многу одговараше тоа што секој не знам, не секој се вртеше назад да види кој е пред него, кој е зад него, а многу често пример ја знам со Евгенија не сеќавам баш улогата моја која Јас бев беше. политичар, ти беше инфлуенсерка. Јас бев инфлуенсерка, да, се бркав, Се бркавме со нези кој сакав да ја стасам, Да. да ја стигнам, така да и тоа кажуваш. Да објасниме за слушателите како се правеа тие чекори напред и назад, врз основа на што? Ни даваја пример, направи чекор напред ако имаш бесплатно здравствено осигурување. Кој каква можност Какви има за можности нешто? има Да, општеството. каква И за секоја какви можност можности? има правиме чекор напред. Ако немаме таква можност, тоа е Пример, направи чекор ако не знам, ако можеш да се Можеш, обезбедиш да. минимум еден одмор на пример. или да си купуваш облека секоја недела или нешто така. И сите правевме, некои души правевме чекори, Некои ако не, да, некои некои не. не. Воопшто, да. 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 Беше некој од вас во тоа што не направија чекори? Не. Не. Ние јас свештеник бев. Да, ние ја бев бев- најнапред, па Петар, па Марија, ние бевме во овие напред. Ние бевме првите тројца напред. Да. И што помисливте за овие назад? Дури ги правевме чекорите, барем јас не се сврдив назад. Yes. Кој што Yes. кажа и Марија, јас гледав само десно и лево од мене. Ја гледав Марија и вас ме гледав. После вас ви изгубив, само со Марија се тркав и појдов напред. И вече кога ги поминав сите, не се завртив воопшто назад. Се дори не заврши сето тоа и реков да се свртиме, видиме кај сме. Кога се свртив назад и кога ги видов, не знам, Филип Вања беа најназад без ни еден чекор направен. Стефан, мене им падна него. Мене многу ме падна него. Оти плюс и секој ако си ја каже улогата, Уште и јас се свртив и Пак. Толку. не знам. Да, на многу едноставен начин прикажано колку Да. е сурово општеството. Нели бидејќи овие вежби, задачи звучат само едноставно, но кога се ставени во механизам и движење, секако дека имаат голем ефект. Изгледа дека сте имале преубаво искуство, посакувам уште многу такви. Исто ви посакувам и вам и нам постариве да се здобивате со повозрастниве, да, повозрастниве во неубавите години, да се здобивате со алатки, вештини, знаења, храброст за да го менувате светот во кој што
живееме, но пред се нашите локални заедници каде што функционираме. И се надевам ќе се гледате на многу слични вакви иницијативи и проекти. Ние имаме желбата, само мала поддршка, се сами ќе направиме. Желбата е тука. Не бега. Прекрасно беше да се работи со вас. Исто. И мислам дека сме на почеток на еден подолгорочен процес за како за работа, така и за дружба, не само тука локално. Тука докажавте дека сте прекрасни и дека знаете да бидите и емпатични едни со други и не беа само зонци, него беа и други учесници и учеснички со кои верувам дека сте во комуникација. Меѓутоа ете и регионално малце да се поврзиме младински и секако од ваша перспектива, не од нешто наметнато. И тоа ви е вредност пред се. Хвала ви. Да. Марина, овој голем, важен проект го работевте со вашите партнери граѓански иницијативи од Србија и Интегра од Косово. Да. Дали тука завршува овој проект? Со вашата соработка секако не завршува, но дали тука завршува овој проект или веќе имате некаква идеја, желба, замисла како тој може понатаму да се развива? Така, спомнаја Владиве, дека на последниот ден работевме или барем брейнстормиравме регионално на што би можеле да работиме. Ние како организации секако ќе бараме идни можности за соработка. Интегра граѓански иницијативе и мировна работат многу долго и секако дека имаме и слични вредности и слични интереси, така што верувам дека ова ќе продолжи. А ова иницијатива која што беше и е финансирана од Western Balkan Fund, од поточно фондот на Западен Балкан, и самиот менаџер на нашата програма Илир Умери беше на некои од работилниците и ви спомна за можности независно од работка со граѓански организации, но ете така како можност да ги истражувате и да бидете активни нели во изградба на граѓански активизам. А ние сме секогаш тука да ве поддржиме и работиме на тоа. Да. А ви благодарам за гостувањето, за споделеното искуство и благодарност исто до Мировна акција дека ево малкуте невладини организации во нашијата земја и регион кои што прават работи што имаат смисла и значење. Ние тука се одјавуваме, а во продолжение слушателите и гледачите ќе можат да видат неколку кратки рилсови поврзани со представите, со искуството на актерите кои што зедоја учество во представите, кој што ги направи Петар Јошевски, го препорачуваме. Фала ти, Петар, и за тоа. Фала ви вас. Погледнете ги кратките видеоматеријали, се надаваме дека разбудивме некаков интерес и некаква радознелост за темите за кои што зборувавме. Имајте убав ден и до следното слушање и гледање. She was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach, so she ran away in her sleep, dreamed of paradise, paradise. Basically, the main motive is to tackle an issue, very important issue for Kosovo society, which is the issue of missing persons through the means of arts by established group of professionals, theater professionals. So we can convey and we can interact with the audience
kind of artistically for this topic, which is still an open wound for Kosovo society, and that was the main motive. When it comes to the process, of course, it was a very sensitive process. It was a long process, firstly to write the play, because it is an original play, and then also while we have been doing the rehearsal, we have been kind of very careful and cautious and precise and careful how we are treating different elements of the play, because we are talking about the faith of the family, a small family, which have lost its most beloved one. And the elements, the details which we have worked together, they were very important. So we can transmit the story, we can transmit the emotions, also we can inform the audience of this important wound of Kosovo society. Njema Afrodita Ġaferi Krasniqi dhe jam pjesë e këtij e kësaj shfaqje të aksionit paqësor në Prilep. Pse vendosa të jem pjesë e kësaj shfaqjeje është se mendoj që kjo temë është diçka që shumica e njerëzve e kanë keq kuptuar ose s'kanë informata të mjaftueshme. Në një mënyrë përmes kësaj shfaqjeje ne kemi dashur vetëm të tregojmë histori që kanë ndodhur në të vërtetë në vendet tona, domethënë në Maqedoni. Duke mos marrë anë, pasi lufta në një mënyrë është dhimbje të gjithave, jo individëve të caktuar. Dhe shpresoj që sa më shumë njerëz ta shohin këtë shfaqje dhe kjo ishte e gjitha. Здраво, јас сум Елика Кастрат, имам 24 години, родена сум 2001 година. Пробите беа многу интензивни и емотивни и се бараше многу голема одговорност. За мен оваа представа не е само театар, туку е можност да се соочиме со болната историја од 2001. We try, we shall see. This bliss we cannot feel. Здраво, јас сум Емилија Мицовска, актерка од Драмски театар. Многу сум среќна што сум дел од оваа представа, од овој проект, бидејќи направивме една силна, моќна женска представа баш за конфликтот во 2001. За мене е многу драгоцен процес, нешто што приватно ме мачи од секогаш, зашто, например, јас не знам ништо за војната. Здраво, јас сум Сара Анастасовска и играм во представата Заминување. Ми се допаѓа многу оваа представа затоа што зборува за тема која што ретко се зборува, тоа е војната во 2001. И се додека не ме викна режисерката Драгана Гонин да играм замена во представата, да влегов како замена и можам да кажам дека тоа е најголемиот предизвик за мене во овој процес, затоа што имавме неколку проби. Потоа требаше да играме во Приштина и сега во Прилеп. Многу брзо се одвиваше се и предизвикот беше брзо и лесно да се вклопам во тимот кој што веќе има изградено представата.